Ајде, идеме, кринч најава. 3, 4. Здраво и добре дојдовте во уште една епизода на Ник. Чест стварно е најавата? Да. Не бе, Са не кринж, брат. не бе, брат. Не, треба да се смее најава. Не бе, брат, здраво и добре дојдовте. Добро утро, Македонија. Тука сме на ГД Медија. Во канцелариите. Се заебала, кажи се да. Изведувам сам. Ја пукаме најавата и Ајде. Здраво и добре дојдовте во уште една епизода на Некджан подкаст. Моето име е Георги Докузов. Денес за гостин, тоест како гостин можам да го најавам Не бе, топе, фуре. Како гости можеш да го најавиш? најпознатиот не официјален ко-хост на подкаст кај нас. Никола Соколов денес со Која нас. титла Не треба таа да најава. го имаш? Ајде да Најпознатиот ко-хост. Добро, мило ми е што сум тука. Никола, како си профала што дојде? Ништо, брат. Ни испочитува. Пробувам колку што можам да те испочитувам. Не знам дека сте екипа, ама Екипа, сега сите. ве испочитував. Многу ни значи тоа. Да. Слушаа луѓето па што неофицијално го почнавме подкастот. Каква фаза сме што нудиме шортови епизоди. Шортови, медиум, шорт, лонгтерм. Право мислам, не. Газите. Ајде, како гледаш ти нови формати, еве сега да те прашам. На кој формат? Конкретно подкастот. Може да почне на светски рамки, може кај нас еве да офатиме. Кој е Абе, твој некој мене подкасти тешко ми земаат внимание, многу тешко, кога треба некој птен да ми она, не знам, на вал да го слушам, па да ми земе внимание подкаст. Само пошто сметам дека глеј, кога читам книги е многу полесно, пошто кога читаш книги можеш да ги премнеш информациите што мислиш дека не ти требаат, така ги читам книгите поише како блогпост. Као, окей, ако ова не ме интересира баш или малце забегал авторот, пошто луѓе сме, као се интересира поише, да, се дешава. Може само да препнам кај подкаст, тоа ми е потешко и заради тоа некако не ми е најомилен формат. Слушам аудиобукс, пошто се она насочени кон една тема, а и генерално слушам аудиобукс што се поише биографии на предприемачи и некои такви попричи својаш. Значи 24/7 во предприемништво. На некој начин. Па да, до негде, да. 16 без Да, спие. да. Има да се пофали денес дека 3 сати се спием, така што. Ама не, 27 добро, денес си исклучок, не. Денес си исклучок, денеска беше фрка се. не е обично така, Денес се така грижам се спијам деси. кој што треба. Пошто иначе не може да функционирам баш. Ме интересира нешто друго сега на страна што општо ми сподели за подкастите како гледаш. Како гледаш сега на моментов ти Иван што го направивте од претходната година негде од твоето прво гостување? Тој некој момент е мое некој мислење ќе кажам, па ти на тоа да се надоврзеш. Некако како го заокруживте тој некој или го прикажавте некако на поголема врата тој некој бизнис мајндсет што може кај нас доста фалеше и некако тоа го направите во склопка, нели кредит до Иван за форматот, нели он го воспостави тоа, но некаде ти се појави таму како Џокер и направивте некоја интересна спојка и доста интересни реакции имаше на тоа. Како гледаш од тој период од таа ваша некоја соработка или како би ја нарекол ти, дружба, не знам. За мене секад беше тоа дружба. Не, мислам, немав единствената работа зашто дојав кај Иван, зашто доаѓам сега овдека и зашто гледам колку што може да се појавам на ствари е само пошто две причини. Едната е пошто мислам дека промовира некој повеќе слушне за Influencers Club и за тоа што правиме. Втора работа е што одамна сам малце по-дип, ама добро те видиш кринч на јава. Малце ја да било кринч. Дозволено. Да, мислам дека као што растев, не бев, знаеш, некако не размислуваш како што размислуваат повеќето. И се осеќаш несигурен дека нешто не е во ред со тебе, пошто така размислуваш на некој друг начин. И цело време си мислам дека може има друг Никола што слуша и што може ќе му помогне ова да биде као абе, знаеш, окей, као да, дечково е исто. Така малце забеган, ама ќе искочило за него, така да не знам. Реално го собравте тој комјунити. Тоа се двете причини. Глеј, не знам дали сме го собрале тој комјунити, можеби. Мене секогаш мобитите со Иван ми беа поишара и дружба. Јас со Иван го правам буквално истото што го правевме на подкаст, го правам истото скоро секоја недела. Као истите муавети се тепаат малце по само
нецензурирани и така. Али исте муавици се цело време. брат. Ко беше Само- кај Иван првиот пат, исто спомнав уште една работа зашто си дошол кај него, сега те прицетам, јас бидејќи се спремав за денес, и сам на тоа малце да продискутираме, дека твоето прво гостување изнесе став дека всушност саш да се појавиш дека на некој начин си иритиран од тоа колку всушност лоши некои фаци се представуваат и се експонираат тука години наназад. Да, ми пројде. Нова, ти пројде тоа? Ми пројде. Батали. Им прости? Им прости. Им прости. Ама да, до негде да. Нема, реално е, мислам, да гледаме од некоја реална страна. Знаеш, баш убав момент, како што ти спомнав пак од моја страна, баш тоа што го направивте, некако собравте некој наш реален мајндсет си прикажавте на тоа што го мислите, стварно и онака доста имаш и некои дилеми, некои од нас се граничат со филозофски муавети тие подкасти ваши. И на страна од тоа, нели, што спомна ти баш од тој подкаст, беше доста тоаш, ма за една година ти прошло, беше доста иритирано тоа некој фейк персоналитис, некој фейк, Една година пројде. знаеш, само некој пиер, па може би повеќе од една година, Да, бе, година и пол можда. брат, многу луѓе се гласни што не треба да бидат гласни, ама пошто нема што да прават се гласни, пошто на тоа го движат брендот или што и да им тоа. А луѓето што сега ти си ја прават работата, ретко се гласни. И бај да ја го приметувам ова, буквално денеска кога имав истиот моето компанијата, кај што му зборев на ако слуша ќе биде смешно, пошто стварно денеска го правиме мојот. Ен дечко што ни е WordPress програмер, и викам брат, имаме генерален проблем. Јас стварно сметам дека имаме генерален проблем као македонци, дека многу често луѓе ја прават работата без да ја комуницираат работата. И тоа е фрка, пошто ме првпат многу ми иритираше кога работев во компанија во Америка, кај што брат ќе смени, не знам ова лого тука, ова ќе го премести овдека и толкав трету слек, направив ова заради тоа и си као брат ништо не направи, го премести ова тука. Мене ми иритираше пошто јас се утепував од работење, ама не се фалев, знаеш, и среќа тогаш шефот што ми беше, вика Никола, светот функционира така. Као мора да кажеш, вика, едно е да знаеш да работиш работата, ама исто така голем дел и да знаеш да комуницираш тоа што го правиш. Тоа ни е најголема дупка. И сметам дека луѓето што често што работат имаат проблем да го комуницираат тоа или не ќаат, сакаш пошто се сеќаат глупо, пошто ако стварно си у тоа, ако имаш оној како се каже комплексон дека не си доволен, на пониска вредност. па не знам како се каже. Фак. Ќе ни текне вака нешто. Добро, не е битно. Ќе пише до коментар. Не е битно. Усмисла, сега мислиш дека не си доволно добар за ти да бидеш авторитетот што треба да почнеш збори и све тоа. Тоа е всушност. И после некој време сваѓаш сикаш чекај малце зашо овој може. Ја не можам да излезам да кажам тоа што имам да кажам, сваѓаш. И да, убаво ме подсети. Сега пак ми сустрија, таман заборив, гледаш. И на кој начин е тоа конкретно? Тоа е интересно, доста е со оваа тема од нигде никаде се отвори. Баш е интересно тоа и доста например се наметнува кај нас во компанија. Многу е стварно тоа кај нас, ти си бил во Америка и можеш и од таму искуство да споделиш како си го осетил. Каде ни е тоа? Мислиш дека доаѓа од тој комплекс некако дека не си доволно добар? На пониска вредност? Да. Бидејќи ти стварно што кажа американцот или да, како да го наречеме, кога ќе смени точката, знаеш ќе искомуницира и ќе си даде вредност на тоа. Да, малци приказна ќе направи околу тоа. На страна од тоа што знаеш како направив како не, мислам дека немаме само добро како народ, брат. Стварно. Баш се смеев сега, нели ти ме прашуваш од Лисабон, сем на аеродром чекам и еден србин позади мене, пошто они се ултра конфидент, што и да прават, се како најаки и они. И се иде избори, ја у младоста на српски, сега да го имитирам на српски, се боре, вика никој да нема кола. И одака го кажува тоа, брат, си да го слушаат и су како е човеков толку сам уверен во што го збори, брат, зашо никој да нема кола. И од таму си викам, стварно сме многу немаме само добро како народ. Така, дефинитивно тоа ако веќе почнеме да влечеме зашо и како тоа ќе нема крај. Не знам зашо, не знам зашо и како. Не сум толку историјата така не била можда на наша страна во некои моменти. Може би, ама па и ние си ја правиме историјата така да. Ајде спомна дека си бил во Америка. Ајде сакам да те вратам на твоето образование што на некој начин те донело до таму еден момент. Финки? Да, Финки. Па Финки, да. Финки. Добро. Финки ме донесе да работам маркетинг во Америка. Да. Ајде прво да почнеме од Финки сакам. Ајде. Да ми кажеш искуство таму и доста често зборена во твоите излагања претходни. Општи самата таа тема факултет, дали е потребно, дали не е потребно, твој некој став за тоа, твој некој излагање, како си пројде ти онака општо како студент прво, па после тоа нешто што
Имавме Што стекна таму што научи? Колку Имавме- ти помогна тоа? Генерално мислам дека факултет не е потребно за луѓе што сакаат да учат и знаат што и се спремни да се борат самите. Мислам дека генерално факултет не е потребно. Потребно е факултет за луѓето што не се најдени баш што сакаат да прават и треба некој темплейт на знаеш, финки е као ова се предава, еве го ова, ќе го учиш и ова ќе те направи да бидеш добар програмер. И ако не кеш сам да учиш програмирање, финки е добар избор, да. Otherwise, не ми сака нешто многу е битен факултетот моментално. Така. Што имаме премногу available ресурси онлайн. Кај си имаш стекнато ти со најголемо знаење како треба да На пракса. сумираш? На пракса се од брат, грешки ја на работев маркетинг, ја програмирав Android некој не знам, не кратко време. У години, ама не многу години. Така. И после преминав маркетинг и се тоа ми било од онлайн, не ме учел никој маркетинг. А тој момент на предприемништво кога прв пат го седи кај тебе? Она нешто да земеш да направиш ти као ева ја го правам, ќе го пласирам и ќе го рекламирам. Абе одамна, ама не го сваќав. Као не го Пред сваќав. факултет или? Да. Пред да имаш некој скил зборам на Да, основа да. на кој ќе градиш нешто. За предприемништво го Да. збориме, да, мислам ко мал берев лешници ги шиткав на улица. Па татко ми ме караше да сум ги дал до 20 денари вределе 120, свеш, па ја плачев и ако сум заработил 40 денари среќен. Си го рушил пазар. да. Цело време имам правено така некои ствари, само што никој не ти кажува, деш и дечко, ајде, знаеш, ти може да си за предприемништво, пошто го немаме тој мајндсет. Не ми дошла мајка ми никад да ми каже, абе, знаеш, може не си за факултет, може треба да почнеш бизнис да направиш. Кој родител ќе ти го каже тоа? Тоа е многу Осам силно некој изразено кај нас. Богат родител. Да, веројатно. Тоа е многу силно изразено кај нас таа некоја еве баш гледам сега некоја паралела да извлечам со кај мене. Брат ми е, не знам, програмер, доста успешен, 5 години веќе работи и сега кога треба дипломска да е на факултет и тоа е главна тема дома. Да, бе, да, брат страна ми е од- уште исто, да. Брат ми е уште катастрофа. Пошто нема диплома Ама знаеш како онака во очите. наш сума сумарум е стварно катастрофа муабетот испаѓа на страна од се. На што мислиш Чао, дека тоа работи, се бе. должи, да, буквално. Они имале различен пат. Веројатно системот е така. Не, они имале различен пат. Они имале различен пат. Нив општеството кое што они пораснале било различно од општеството кое што ние растеме. И треба стварно да се замараш да го согледаш тоа дека као абе сега условите се различни, сега растеме у скроз различно што било Југославија кога они растели, сега можеби не функционираат работи на кои што нас не учеле дека се точни. Ама не често го разбираат тоа постари луѓе. Искрено не знам зашо. Мислиш дека треба у наши раце да превземеме тоа, да ја земеме таа одговорност и да направиме и грешка Да. ако веруваме во тоа. Да. Што би советувал некој што се мисли еве што е на таа некоја, бидејќи јас сум бил на таа некоја раскрсница, бев она као дали уште да држам таа некоја сигурица па да и да завршам и да ова да го терам или нешто да пресечам, као доста време бев у тоа и доста скоро бев ја од тоа, така што уште ми се свежи тие некои моменти. И не е лесно да се преброи, за тоа Не е може да лесно, застанеме не, за секунда не. на ова. Не е лесно, не, апсолутно. Само што назад кога го гледаш е многу полесно отколку ја ако ти дам совет, го знаеш советот што е, најверојатно. Пошто ја што би ти кажал е, абе брат, еднаш живееш, као која е поентата да правиш нешто, пошто работата ти опфаќа огромен дел од животот. Која е поентата да правиш нешто кое што не кеш да го правиш цел живот. Знаеш, 40 години. Да, што ќе чекаш пензија или да дојдеш као до кај, знаеш, кај е крајот. Мора да знаеш нешто што сакаш да го правиш, пошто иначе нема друга алтернатива, као кратко сме живи за тоа. Стварно сме кратко живи за тоа. И тоа е совет што да може мислам било кој совет ќе го слушнеш, ќе си кажеш да така е, ама ти треба време додека го осетиш. Мислам дека треба само поише време да го мислиш тоа и поише време да бидеш несигурен на ова што го правиш, за после некое време да го осетиш тоа, да бидеш као да бе, стварно. Само looking back беше тешко. Значи ако е вистинското уствари, ако истра е доволно у тебе, тоа е уствари. Да, гледај, за мене беше едноставно не можев да прифатам друга алтернатива. Као не можев да си го замислам животот, као не можев, сваѓаш. Многу сакав. Јас се уште мислам дека програмирањето е најдобрата професија моментално. Една од најдобрите, не најдобра, ама една од најдобрите професии моментално. И сега кога се откажуваш од тоа, особено од сигурен живот, со работа и све тоа, и си као се откажувам за шо, сваѓаш? Пошто ја се преселив со другари сам, дека сите мои
други колеги од факултет, синоѓа работа, заработува пари, ја не знам како кирија ќе платам и све тоа. И многу често си кажеш, ја ментален сум да ја се вратам на програмирање. И моментот кога ќе си кажав да ја се вратам на програмирање, сваќав дека не можам, само едноставно не можев да го замислам тој живот у глава. Значи кога да немало друг пат на страна од овој. Па да, можно е, да. Така. Кој е прв пат кога влегуваш некако предприемништво, со поголем багаж, кога влегуваш во нешто онака, ева сега моментот што го спомна. Мене ми е до пред Иван да ми ги поставува истите прашања на првиот подкаст. Ја никад себе си не се нарекував предприемач. Не знам, не едноставно само го правев тоа што експериментирав со ствари што мислам дека треба и она, знаеш, кога некако пробуваш работи, успеваат, не успеваат и така. Така да како би дефинирал ти? Некој проект кој не знам, почнуваш од утре, тоа го правам како на со повеќе сати вложувам во тоа. Немаше, брат, цело време бев all in од почеток на шо и да правам. Стварно. Дури кога програмирав ко луд. Кога работев кога бев интерну Intermix, тоа првата компанија кај што бев интерну Сан Франциско, тоаш бев all in. Бас која правев бев all in. Цело време само давав се од себе. Спомна Бас, тука баш на мојата генерација, тоа време баш кога излезе Бас и беше доста хит и баш една професорка од нашата школа, ние сме иначе корчаги на екипа, може ќе ти текне. Како може да не ми текне? Да не ја спомнуваме сега. И ајде сега мном ја... Весна Стеф? Ја спомнуваме сега. Ајде, добро и... Пис. Поздрав. Не Радо се сеќава веројатно на мене, ама поздрав до на тебе? За жал. Добро. И ајде сакам да отвориш таа приказна, да ја раскажеме како дојде до таа идеја, да ги подсетиме, може тие што забравиле. Верувам дека доста луѓе ќе ги евоцира. Може имаме и различна публика, знам дека некои работи се е рандом. Се што ќе ме прашаш како дое, се е рандом. Пробуваш нешто, ти изгледа интересно, го пробуваш, не успева, пробуваш друго нешто, не успева, трето нешто и цело време така, сваѓаш, кога нема почнавме нешто скроз друго, па го префрливме нешто малце различно. И после тоа видовме дека Јикјак и некои такви апликации успева и дојден другар Волхан и беше као, брат, види го, он сега ги следеше сите трендови и бев као, знаеш што, усвари ние го правиме истото само со слики. Вика, да да го пилотираме само текст, може ќе биде боле, ајде. И така. Немаше ништо, нема огромна причина позади тоа. Као би сакал да ти кажам, пошто имам многу такви инспиративни приказни за бизнис, ама мојата не е, мојата е шетав и ми текна. Мојата само пробувавме ствари, као тоа беше тоа. А моментот кога бевте екипа во Бас, кажи ми како беше таму поставеноста, пример. И конкретно ти си цело време тоа, општо нели ти треба ти луѓе за нешто да направиш, тоа застане на нозе, да речеме, некој може би има идеја или слично. Како тука ти постапуваше сега? Како се групиравте во тој момент? Така да те потсетам општо на моментот кога сте го живееле, кога сте од секако бевме, ја Виктор и Дренко бевме цело време. И пробувавме ствари, пробувавме. И на крај стигнавме до Бас ние. И толку брат и почна нешто да успева. Се деси бум некако. Да, рандом и си као, фак, шо се еша сега и кој ќе вработи вај прв брат ми. И втор брат беше братучет ми, па шо се луѓето што се тука. И така, не знам. Така, не, она круто беше, тие што се дружиме цел живот. Така. А кај застана таа приказна, како не ја продолживте? Монетизација се деси таму или? Да, ама до негде, ама свегаш гледај, например Телеком ни беше спонзор. Сега не знам дали ги бркаш како спонзор, ама јеби го. И као ни ветија 350 евра месечно и доврат и ми дадоа iPhone заклучен на Телеком. И бев као, и како ја ги платам луѓе со iPhone заклучен на Телеком? И вика, па не знам, и многу се изнервирав и го продав тој iPhone и викам, слушај момци, нема да платат, дај да правиме нешто друго. И почнавме со Snapchat, Instagram каналите, пошто многу ни растеа тоаш. На сметка на апликацијата ги раставме social каналите. Која година беше Бас? Тоа е веројатно ја втора 2017. Така требало нешто, да да. И ништо, почнавме да монетизираме со тие канали. И ама свативме дека скелот го нема. Дека не е тоа. Дека money wise не се исплати. Ај ме интересира тој мајндсет твој на таа тема. Како пристапуваш Весели, како си пристапувал сега, како размислуваш на тоа? Ако скелот не е доволно добро, ако нешто не може да се скалира, кој е твојот мајндсет за тоа? Например, гледаш нешто сакаш стварно? Јас откажам од ствари што не може да се скалираат. Или барем што не може да замислам да се скалираат од кај е сега од почетокот да не гледаш
како да го скелнеш, ама да мислиш дека има можност да го скелнеш. Мене лично не ми се работи на работи што знам дека имаат одреден лимит. И тоа е тоа. Секад има лимит, obviously, ама не би работел на работи. Но од друга страна па и се може да се скалира ако гледаш и така, нели? Се може да се најде некако некое чудо да се деси да се скалира до тој некој исто лимит. Зависи кои ти се амбициите, брат. Зависи, сваѓаш. Сега ти кажи ми за подкастов до кај мислиш дека можеш да го скалираш, ама не можеш да го скалираш најверојатно до стотици милиони вјуз. Нема толку. Така, значи пак може да се. Сваѓаш. Не ме сваѓаш. Не, ама не, нема врска како. Сакам да ти кажам дека сваѓаш ја Influencers Club најверојатно нема да скалирам до милиарди у ревенју, пошто нема толку. Ама знам дека не знам до каде можам да скалирам. И ти подкастот најверојатно не знаеш до каде може да иде. Па тоа е моментот што некако дава драйв. Па даде тоа, да. Само што ако знам кај е лимитот, сум као fuck it. За бас знаев кај е лимитот. И бев као, тоест ја не бев, ја ќе продолжев, ама. Значи ако е лесно воеш лимитот одма дигаш рушина тука. Абе мене ми е така и у животот. Кога ако може да си ја замислам иднината, што ќе биде, си викам радо би не живеам, fuck it. Ми се свиѓа несигурноста. In between. Не, ми се свиѓа несигурноста, стварно, да. Не као човек, не сакам живот што ќе биде одреден според тоа ќе правиш, па тоа ќе правиш, и на крај ќе умреш и тоа ќе биде тоа. Не ми се свиѓа тоа, радо би да не го знам. Така. Сега се дофативме веќе и до Influencers Club. Мене тука што ме занима, за да не те прашувам сега пак basic прашање, како да иде. Немој basic. Утринска ги украдов прашањата. Леле, ти ќе мркаш спонзори, леле, готово. Кој друг? Ајде тука кога не сме веќе како до идејата, можеш ли да ми објасниш на пример со што или на гледачите малци за нив да оспремаме една секунда изидните спонзори. Ајде, се допаднеме. Ајде. Како бизнис е, што е по дефиниција Influencers Club, со што се занимава, што испорачува, кој продукт го има? Ние се дефинираме као creator outreach platform / team, да кажеме. У принцип го избравме нишот на маркетот, кај што влагам у детали малце на бизнес, нели? Али окей. Слободно, баш сакам да влеземе слободно. Да, добро. Тоа ме интересира. Influencer marketing spaceот е огромен. Кога што гледаш ти бркаш спонзори, така, значи ти пред со вјусот што ги имаш, бркаш спонзори и знаеш дека е можно, пошто тоа се случува моментално, као начинот на комуницирање на информациите се почесто иде преку креатори, да не кажам дека свеш. И сега influencer marketing spaceот е $1 billion индустрија. И има многу компании што го служат тоа кој што треба. Размислувањето посред Influencers Club беше окей, ако луѓе како тебе што може да направат живење од подкастот, најверојатно ќе има компании што ќе почнат градат работи за нив. Као на пример, луѓе што као са не знам ти што користиш, не е ни битно. Луѓе како Red Circle што на подкастери им даваат друг distribution channel, може да ти ги средат подкастите, има агенции што даваат шортс, што прават шортс од подкасти. Ама не прават long short. Не прават long short, микрофони, што и даеме, свеш, видео едитинг, што и даеме. На некој начин ко партнери да ти бидат. Па и партнери и да ги плаќаш реално. И сега идејата беше окей, прават пари од инфлуенсер, од спонзори, ја чуваат публиката, најверојатно се ќе сака да раста таа публика, што и да треба да прават, и ќе има компании што ќе градат за нив како end customers. И ние усвари ги таргетираме тие компании. Ние ги таргетираме компаниите што градат софтвер или services, да кажеме, за креатори, како Linktree, вајде ги знаеш Linktree. Значи вие конкретно нудите креатори, така? База на креатори? Да, огромна база на креатори со малце различен пристап од data перспектива, различен пристап од influencer маркетинг компаниите. И често соработуваме со нив кај што ние го правиме и аутричот до креаторите. Значи имаме сервис као имаме агенциски дел малце го покриваме. Да. Или ќе дојдат на SaaS-от и ќе бидат као окей, само ќе си земам creator data и I'll do my own thing, пошто имам тим и све тоа. Или многу доаѓаат без тим и се као немам ја дури да ги најдам креаторите што ми требаат, го немам тимот што ќе ја направи целата колаборација успешна. И ние сме као па добро, ќе ја направиме за тебе. Сега претпоставам дека тоа се вие нудите креатори, претпоставам дека на тие компании им треба поголема бројка, на пример, која е придобивката од тоа што добиваат кај вас, бидејќи ако на некому треба на пример помалце, се ова е птен ваква лупам. Не ваква лупам. Ако им требаат помалце креатори, веројатно може да пристапат или до топ креаторите
секогаш е полесно да се пристапи. Дали е тоа специфично онака некој микроинфлуенсер, Како мислиш микрокреатор? полесно се пристапи? Па на пример ако се им треба не знам голема фирма инвестира, му треба топ 5 креатори у Велика Британија, веројатно ќе лесно ќе може и сам да стапи до нив или преку тимот што го има. Да, ама често не е така. Кај е моментот? Аха. Да, често не е така. Кај е мостот? Кој е мостот вие што го правите? Дали нудите специфична бројка на фоловери? Не. У бизнис многу често треба да избереш и што не правиш. Да не кажам многу почесто треба да избереш и што не правиш, што правиш. На пример, сме биле на кол со едни што соработуваа со Adidas и беа како знаеш што мене не ми треба како Adidas, мене не ми треба да поише креатори, мене ми треба двајца со кои што работиме. И бев како топ, не сме ние за тоа. Така да, ама најчесто на компании со кои што ние работиме ми требаат поише креатори, не еден или двајца. Да, збориме као за стотици веројатно. Да. И некои илјадници и свето. Така. И сега во почетокот кога почнав тоа да го формирате, како почна таа идеја, како се доаѓа до тие креатори тука нешто или тоа се некои позадински работи? Не бе брат, рандом, скрос рандом. Ја што дека Ќе се сватиш на краја подкастот. Време ќе ме враќаш на почеток. Да, ама така е, не, сакаш не беше као Grand Vision на седевме, имавме наладка што правеше као ставаше лајкови на автоматизираше Instagram engagement на луѓе и бевме као окей, ајде да пробаме. Пробавме со, мислам, дека 95% од македонското фитнес инфлуенсерство инфлуенсерско комјунити. Поздрави. И работеше и после тоа Борис една вечер и ми кажа, абе, знаеш што? Освен што може ова, видов дека имејлсот им се publicly listed на Instagram. И ако ги земеме имејлсот што им се publicly listed и плюс целава дата што имаме, можеме да го користиме cold outreach за да земеме клиенти. Ја бев како, oh fuck, да бе, нормално, ја тоа го правев, тоа е за Сан Франциско компанија, само за B2B. И го почнавме и бев фасциниран. Ја прво мислев дека никој креатор не отвара имејл, брат. Ја бев како кој отвара имејл од луѓе, од фитнес луѓе. И испал нека отвара имејл и работеше и ние скинавме нашето тоа така, ама после тоа сфативме дека датава е многу побитна отколку тулов што го правевме. И се насочив пак идеме, клучниот збор, објавив рандом блог на Medium, го заборавив тој блог едно 2-3 години, после ставив форма на тој блог. И само што стави формата, го добивме првиот кастомер утре дента. И после 2 дена уште еден, и после бев као, fuck it, не идам у Америка, ќе оставам тука, ќе правим Influencers Club. И сега почетокот првиот доаѓа на првиот клиент, да не и за тоа има не напаѓаат. За англицизм. Ако мене ме напаѓаат за тоа, тебе не, или? Како прав македонист. Не, се шал. Доаѓа првиот клиент, интересира и се тука мајндсетот, како поставаш цена сега ти на тоа? Тоа е технички во нешто. Рандом, брат, ле. Како поставаш се? Доаѓа тој французот и вика сакам креатори од Франција и вика тек конференција колку пари ќе биде. Јас седам вика Борис колку пари да биде? И Борис вика не знам нешто за. Не викам $30. И вика ајде. И би да плати $30 и бев као се зевавме ние бе $30. Доаѓа тој другиот и викам 200 и он вика ајде, вика 200, 500. И после го зовам Дренко и Дренко вика брат, зашто 200 бе брат, 1000 треба. Викам ти нормален ли си бе Дренко, а Дренко е uvek по-конфидент дечко кој се работи за продавање. Ја ки пишам 1000 брат. И пишу 1000, а вика ајде ја пак, викам 1000. И од тоаш па така ризува ценица. Ама рандом, да, почнавме со 30, завршивме исто тоа кошта 1000 после некој време, ама нема не беше нешто што можеш да го споредиш, тоа беше нашата предност, заради тоа не може да ти кажам како стигнавме до прайсингот, која рандом. Меков, па да, не, Меков можеш да го споредиш со други компјутери, со истата конфигурација и све тоа. Ние бевме не постоја компанија што го нудела на пазарот кога ние почнавме. А моментално како е ситуација? Беќе јас не сум запознат со тоа воопшто. Абе и моментално немаме нешто многу компетитор, смисла тоа е среќно за нас. Така и моментално спомна исто дека работите на продукт нешто. Да, бе, да. Епа на што ќе се осврнува? Bootstrap компанија сме, свеш. И onda почнавме, ти стигаат некој иницијален кеш. Викаш, окей, сега што да правам со кешов што го имам? Да речеме $2000. Може да ги зјам и да ги потрошам или може да зјам и да ги инвестирам за да расте бизнисот и нормално. И ги земаме. Да, ги земаме, па и ги потрошиме. И ги земаме тие пари и бевме како окей, ајде ќе зголемиме на сервери, на прокси, на шо и да земеме поише дата. И цело време со кешот што доаѓаше скалиравме дата делот. Ај. Сега не се гледа и овој спонсор. А да го криеме, ај па не го знаат шишето господи. Едно од најпрепознатливите шишиња, него сега криво спонзор. Таман ќе се продава. И што ти кажуваш?
И инвестиравме така у датата на почеток, пошто тоа беше тоа што ни требаше. Ја продавав, Борис скрепаше. И после тоа бевме ајде да го имаме првиот хајр, пошто ни требаше помош, не можевме да стигнеме. Ајде првиот хајр, па ајде вториот хајр, па ајде зголемиме селс операцијата, па ајде инвестираме пари ваму, па таму и на почетокот беше многу она глуп, затоа се нервирам кога некој ќе ми каже не може да почнам или ми треба продукт за да почнам или што и да е. Допред 6 месеци ние имавме компанија од 80 луѓе што продаваше дата у CSV фајлови. Као буквално доаѓа и бара креатори и ти му кажеш да, ние се представуваме дека имаме, а и стварно имаме дейта, лудници и огромна и све и на крај аутпутот е CSV файл. И сега збориш се со Linktree, брат, $1 билион компани и викаш добро ќе ви дам креатори и они викаат каде се логирам и му викаш нигде брат ќе ти прата Google Sheet. И му праќаш Google Sheet, сега што е тоа. Ама тоа беше само пошто парите што доаѓа во компанијата, ги користавме за скалирање на дата делот, пошто ние основата на компанијата. После да ги изградиме селс и маркетинг тимовите, пошто мислам дека тоа ќе не држи у игра подолго и сега конечно стигна времето да изградиме и продакт тим, што ќе може да ни скалира компанијата. А имавте тука недоразбирање некој, например, околу таа сега што го спомна, во моментот кога имавте таков притисок, некој си правеше, например, и као немаме продукт, имаше некој таков играт или кога го продаваме фајлот као файл? Веќе многу луѓе застануваат на тоа, добри тоа што застанавме на таа тема. Знаеш, некој цело време се бара тоа да биде перфектно, па ќе ми пише ој ти спомна, мислам, клиенти ќе спомне натака со кои се имате работено. Ја мислам дека да го немаш тој филинг онака дека треба не знам што да имаш за да продаеш. Ја мислам дека перфект, кога некој ќе ми каже дека е перфекционист, мислам дека тоа е изговор за несигурност, колку е глупо да звучи. Стварно мислам дека држи вода. Кога мислам дека перфекционизмот е само изговор за не сум сигурен. Пошто никад ништо нема биде перфектно, брат. Ако тоа те спречува, тоаш боле не пробај. Да, не стварно. Кога сам мисли да го чекаш да го имаш перфектното студио, перфектната опрема, перфектниот едитор. Не ти си тоа ми кажа тоа. Продуцент. Перфектниот продуцент и така. Пред 2 недели е продуцент. Така да ми беше срам, некаде пробуваш она, знаеш, и луѓе кога носиш у компанијата и им викаш ќе продавате CSV фајлови и они се као малце, брат, сериозно? И си као да бе, ајде. Да може да е потешко луѓе да убедиш, као ајде тој момент, како ги убедуваш или сега ќе збориме сега со која фаза во фирмата се соочуваш, веќе сте 80 луѓе и слично, кога ќе дојдат луѓеве твојот мајндсет доста специфичен од секоја гледна точка, онака, ама кога ќе дојде некој да речеме, сега како да го наречам тоа, некој што сака едноставно да работи, да речем basic вработен, како ти да му го пренесеш тоа на него и да го има истиот тој вајб да го бидејќи он излегува face to face со клиентите или сега како и да е уредена фирмата, има ја представува фирмата на повеќе начини веројатно. Тешко, брат. Тешко. Early on беше многу тешко. Возможно. Абе, гледај, early on тргаш со луѓето што ти се најблиски и што ќе ти веруваат на каков човек си, знаеш, као нема, стварно е така, као сме биле ја и Борис, сме донеле првиот вработен коки, што со него правевме милион други ствари, брат. И часови му државме и тука беше човек. И беше као, брат, знаеш, он беше све, ќе почне. После тоа бе Виктор, најболи тој бас што го правевме, Виктор истиот, он ни помагаше малку околу дејта делот, па донесовме Живко, па Доне, па Кире, тоа беа се и Живко ми е едно од најдобрите другари, Доне исто, Кире му е најболи другар на брат ми. Кога ги носиш луѓето што се околу тебе, што знаат дека не си најнормален човек, ама исто така знаат и драйвот што си го имал претходно, знаеш, кога сите доаѓаат на бетот дека абе не е најболи ова, ама најверојатно човеков ќе офигураат. Значи на тој твој драйв врзуваш луѓе, првите 10-15 луѓе. Да. И после тоа, особено за тоа и сега, например, љубоморам. Се восхитувам поише од колку што љубоморам на луѓе као Илон Маск или некои што се докажани, са Илон Маск е Apple, ама од кога ќе се докажеш, многу полесно го поминуваш онаа фаза на кај што треба луѓе да ти веруваат дека и покрај тоа што звучиш мрднато и ова не личи баш дека ќе успее, дека најверојатно ќе успее. Да, таа е веројатно најголемата предност што имаат они. Да, не може дечко да биде CEO на 15 компании, брат. Не ги раководи, он ги раководат милион други паметни луѓе што му веруваат само него. Да, веројатно највеќе може да некој маркетинг улога моментално. Мада он сака да се представува другче, ама абе не, он може и прави сваѓаш, ама сигурно работат милион паметни луѓе. А ти милион паметни луѓе работат, па што он претходно се докажал многу пати.
Се уште еден момент ме интересира исто тоа, веќе кога почна компанијата да заработува нешто, бидејќи јас може би сега се соочувам со тоа, знаеш кога си на сам старт и кога имаш знаеш потреба веќе да вработиш други, таа одговорност. Не ми е смешно. Добра, ајде. Малце како беше humble break. И сега заработувам и кажи. Сега си пуштам плата. шалам. Да, се шалам. Јас знаеш тој момент сега ти има некоја работа, окей, све, и ти сега треба да пристапиш на некој, еве сме ние екипа, знаеш, луѓе исто што веруваат, што се на тој драйв, све окей тоа. Едноставно имаш потреби од луѓе што знаеш на некој начин, не знам, ти треба и 8 сати, знаеш, да е тука и некако, знаеш, да има некои задачи, нешто да прави. И сега од друга страна, знаеш, он ќе зависи од тебе, кога ја треба да му пуштам, знаеш, што е најнормално и мислам, мислиш на стресот, на стресот дека доверат. сега тоа го секам на јас кога ќе го земам сега мојот вработен прв, јас знаеш, треба за се да се грижам за него. Како што јас кога сум работел некаде, што е апсолутно нормално и треба да биде тоа така, бидејќи да има права, да има нели тој човек да биде вработен, не мора да сака да се вози на тој драйв. А ти треба, мора да бидеш одговорен за него, барем како нормална личност сега. У држава си има разни профили тука. Нели да се грижи за него, па да гледаш и он да биде задоволен, а и самата таа нека основица да можеш да му испорачаш, тоа представува стрес. Како се соочити со тоа? Дали кога бевте повеќе, па може да тоа ти олесни? Не, кој поише бе, брат? Не бе, поедно идевме, немаше поише. Ја и Борис бевме. Поушенен човек, не бевме поише. Аха. Глеј, капитализмот работи, според мене, на фактот дека апсайдот го добиваат луѓе што исто така се спремни да го земат и даунсайдот. Според мене. Така да, тие луѓе што дојдоа први и што се уште се тука, by the way, сите што дојдоа, и тоа е многу јако. Им беше понуден дел од апсайдот, ако се спремни да го земат даунсайдот. Свеш, не го презема ризикот колку ја и Борис што го преземавме, пошто ја и Борис танкавме милион години претходно пред Influencers Club, ама пак зема ризик така. И тој ризик треба некако да им се исплати. И не само плата што им исплаќаш, туку и ги убедуваш зашто на пример акции у компанија се битни, како сееш. Што е поентата они да земат и дел од компанијата на страна од само платата што ќе земат. Од друга страна, ти си примерот на, знаеш, као не го правиш и за себе, не е дека им збориш дека треба да направат, туку ти го правиш тоа. Така и ти го правиш, и ти си у тоа. Као, ако некој има шо да изгуби од Influencers Club, тоа сум ја и Борис највише, па они, па сите други што се внатре во компанијата. Така да стресно е, брат. Сега имам 80 луѓе сега. Па тоа сега прво ќе те прашам. Да, тоа, па јас збориме за еден човек да имаш. 80 луѓе се сега, брат. Сега као секоја одлука треба да биде донесена правилно за да може тие луѓе да седат тука, што си ги собрал као крусе. Се дружиме, се заебаваме, знаеш, тука ти се луѓето, многу ги сакам. Не кеш никој да заебеш, ама научил си простувам грешки, се дека се и над било кој да му простувам грешки, се дека е со добра намера. И мислам дека го имам тоа, као дури да земем она ептен да биде да заврши ова катастрофално, барем ќе знам дека на крај на денот било со најдобра намера, као не сум пробал никој да заебам, секој ризик што го земал било кој испод мене, јас сум го земал многу поголем ризик од тоа. Поголема доза на стрес, на ризик и дека свегаш као и јас сум работел со нив, таму сум ја, као нема човек у компанијава што може да ми каже они многу работат, многу ги сакам, као стварно сите даваат ептен 150%. Ама јас сум таму со нив, брат, свеш. Нема одмор, нема не знам, треба да видиш пример некако. Барем мене така ми углава. И сега ме праша надвор за Лисабон, кога ти кажав имам стрес дека свегаш дека перцепцијата може да е дека овој не е тука, као не ќам тоа, само да знаат дека тука сум цело време со нив. А мислиш дека тој некој емотивен пристап у таа работа може би те ограничува некој ултимативен scale-up? Да. Скроз, тоа ми е една од поголемите грешки. А шо правам? Мислам тоа е едноставно карактер или гледам кај доста луѓе, веројатно и ти си запознал многу повеќе предприемачи од мене. Углавном некој онака
што ултимативно успеале да скалираат нешто, се онака доста сурови ликчиња и доста онака И треба, и јас станам малце посуров како што проаѓа време. ќе одиш веројатно на таа карта она до последна доза на толеранција, па после левел ап во Да, многу сме во контра насака. Да, има и многу луѓе од компанијата што не се вработени, што доаѓаат и ми кажаат ќе почнам на штипски да зборам, па што една девојче ми е пример за тоа. Никс не може, вика вака. Ако не работи да си оде, викам добро, ќе си оди. Да. Тоа мојот проблем е тоа, да. Ај спомна дека доста регрутиравте последниве 2 години. Ме интересира, ти ги пофали сите твои вработени, е тоа ќе се ограничи. Не сите, ама поега. Ама поздрав да си. Ме интересира сега да ми даеш, бидејќи веројатно и со други што водат фирми тука си во контакт, да ми даеш некако да ми го како гледаш ти на мајндсетот младиве сега што го имаат. После ова некое, еве јас од некоја моја перцепција, бидејќи таа моја генерација некако почна да се регрутира, спомна со тебе која генерација сме, и се изнасме. Добро. И Нема не да бе кажам. топ генерација. И нели почна да се регрутира и слично. И каков мајндсет гледаш сега ти кај младиве, бидејќи доста прошле кај вас, Абе, дел мислам се задржале, се покажале супер. Мислам дека генерацијски како што проаѓа време, така стануваме малце по for a lack of a better word, разгалени кога се работи за работа, ама тоа е само пошто светот е Подостапни се работи. прејак моментално. Као не сме виделе реално лошо, не ни ја, ни ти си видел нешто кој знае колку лошо, као не. Освен што сме у Македонија пораснати, не го мислам тоа. Мислам као лошо кој што виделе нашите лошо, сваѓаш, као они прошлени се многу катастрофа период, брат. Молеле за работа, сваѓаш. Сега има многу работа и разбирам. Сега сме со состојба кај што можеш да бираш за кој работиш, Да, и како тоа рачунам работиш, кај да треба нас, работата да имаш purpose на работата, не само да работиш за пари и све тоа, и тоа е кул. Као не го сметам као лошо дека се разгалени за работа по младите генерации. Мислам, не го сметам као лош збор разгалени, окей, тоа ако имаат да бираат едноставно. До кога ќе видиме, ама имаат да бираат. Веројатно тоа и наши влие, таа разгаленост со самиот пристап спрема работата, на кого се посветува. Ти што спомна дека од почетокот сегде си се давал 100% на секоја позиција. Па да бе брат, ама Влие ли на тоа? Тоест те прашувам тебе сега јас. Абе добиваш колку што даш. Барем треба да добиваш колку што даш. Така да ако сакаш да не се замараш до толку и да имаме wellness weeks и шо и да е, и некои компании се усостојба да го дозволат тоа, ама ако сакаш fast-paced environment и да научиш у една година колку што би научил у друга компанија у 5, дојди кај нас, ќе се утепаме од работа, ама ти гарантирам дека на крај на денот ќе станеш многу подобар у тоа што сакаш да го правиш, отколку што би станало HubSpot да работиш. Знаеш, кај што ќе бидеш ограничен на одреден мал дел и толку, и тоа ќе ти биде одговорноста и ќе можеш да работиш 6-5 сати на ден, ќе бидеш платен за 8, ќе имаш wellness week и све тоа, и тоа е кул. Ти бираш што сакаш како човек. Се ти е понудено. Да. Баш тоа со доста луѓе го имам зборено што биле во Америка и онака и буквално на work and travel, знам дека и ти си бил, и тој мајндсет, прво нешто што ми кажува некој е дека таму всушност давање отказ и шалтање од работа на работа е буквално не е никаков big deal. Бидејќи кај нас Да, бе, било- цело време го прават, да. Као тоа е нешто најнормално, као Да, да. денес сум кај тебе и има и респект, знаеш, као ти си ми газда, поздрав, као нешто Да, бе. себав или слично, утре сум кај комшијата работам, може истата позиција, може и боле, као тотално е. Знаеш, уште ние го немаме пробиено тој мајндсет, веројатно не знам дали ќе стигнеме до таму или одма ќе се уклучиме сега на овој нов тек кај што е нешто некако се бара, нели прпа со самата сите да бараат во тоа, не знам како мислиш ти тоа, како ќе иде? Што е прашањето? Ќе ги стигнеме прво американците до тоа ќе бидеме толку веќе флексибилни на да се шалта кој како сака, како што млади ти спомна како разгалени да се понашаме или не, мисля ќе дека не сме они се такви као луѓе, брат. Аха, веројатно да Као, може ја, знаеш кој шок ми беше? Доаѓаат првите комши кои у Сан Франциско, доаѓаат првите комши што цело време си играат деца. Кога бев во Сан Франциско, спиев у собата на газдата со неговите 3 деца, не заедно соба, различна соба, ама спиев у куќата иста. И деца што си играат со комшиите и доаѓаат едно сабајле, сабота, недела, што и да беше, и као, да ви кажеме само, маш ми најде работа у Њујорк, ние се селиме од следна недела многу брзо, хи, се гушна, се поздравија, have a great day, се гледаме. Брат, мене кога ми отиде Виктор у Барселона, уште не сум соочен со тоа, уште ми е потпишал Виктор привремен, пошто ти е другар од детството, и
мисля дека не сме таква култура. Мисля дека нашите врски измеѓу луѓето се подлабоки отколку нивните врски меѓу луѓето. Така да не мислам дека ќе дојде тоа. Така. Па веројатно може би оди по нешто таа насока, ама се надам дека може ќе ги задржи. Да, бе, Може тоа е иде. добро нешто, ако гледам така добро нешто, не знам ти. Веројатно што тие врски некако повеќе. Што така да шалтаме Не, компании? зборам што врските повеќе ни значат меѓу луѓето. Пораснати мислиш дека е добро. Да, ја мислам дека е добро. Пошто така сме пораснати. Дали е стварно добро? Не Who знам. knows? Who knows, да. Ти си пораснат така, као не знам. Така, сега веќе влегуваме во 50-та минута, јас ти реков нема ни премногу да те држиме 50-та така, минута, атаман тргна. Ајде, атаман ни А почна. цело време јас кажам атаман. овако ги кажам како на радио. Ајде ќе ги сечам. Сега време. Две епизоди. Значи ме интересира сега некоја друга страна од тебе да офатиме. Ајде. Се цело време, знаеш, во фирма си веројатно стресно 80 луѓе, мислиш за 80 луѓе, слично како се растеретуваш ти? Што правиш во слободно време? Имаш некој нешто што те растерета? Или друга тема? Ајде, што имаш друга? Спомнавме пред малку Сам да да праша шетам, пак на Лисабон сам да три пати шетам го. некад, да, сам да шетам некад. Обично као сабота го земам day off, она комплетно day off. Некад ретко ќе се си имам стварно нешто работа, како сега претходниот викенд со брат ми да седнеме да гледаме пошто крај на квартер и такви работи. Ама генерално гледам сабота ми биде off и кога ми off сакам да правам ствари што не сум ги правил претходно, во смисла на за тој шетам, заради тој сакам да и кога не шетам сакам да правам работи што така ми се нови ми по природа сум љубопитен дечко. И кога сакам или да читам некои ствари што не да гледам некои работи, се обседнувам со ствари рандом од наука до историја до такви работи. Ми спомна дека исто дека слабо излегуваш тога. Него не си дека не си Не, ја задоволен. многу сакам да излегувам. Цело време гледам да се дешаваат работи. Само што не мисля дека не знаеме баш да се забавуваме највише тука. Мислиш му фали тоа на Скопје, ептен? Да, бе, Што порано доста зборите некои постари генерации кои седат на твое место тука, веќе некои беа постари доста. Збори дека Скопје нели го имал тој дух порано и сега па некако може би разлика. брат, појма немам, кај Кај искаш си после изгубил тоа? 12, кај идеш? Па слабо избор искрено. Па тоа ти викам, нема кај идеш. Така да што? Не знам на што се должи тоа, веројатно треба таа некоја социализација. На што се ја не знам, ја баш се прашав пред некој ден, сикам добро е, толку ли не ми Дали бизнис исплатливо страната да не е отворам? добра, Да, не да. ми јасно како, толку ли нема пари од диско да отвориш? Сигурно има пари од диско да отвориш. Баш ке имаш диско, знаеш. Се забавно, на не, диско. да, газа на диско, има ли Газа поголем нема, предприемач нема. од тука, отколку Нема газа поголем на диско. печ. Дечко, како што ќе продолжиме полот спонзори да ќе ти прекјата. Сега ќе изрекламиравме Ај, уште некој кажи локал, некоја друга изрекламиравме вода, телекомуникации. Значи, веќе нема за што да се фатиме. И опремата Fujifilm. И да, ајде. Тоа е тоа. Полека приодувам Тоа е прекрај. тоа. Па ограничени сме Искачањето моментот. беше последното прашање, Не, заврши имам без уште, не, имам искачање. уште, имам уште, викам Ајде тоа е уште тоа. едно, Джокер. Еве сега да те прашам за крај, буквално и тоа ми и тука ставено за крај, Ајде. а и технички сме искрено ограничени Ако моментално со опремата што имам, иначе би сакал некој подолг, некој open mic формат да има кај што После. може да збориме. Следен Ама пат. уште не сме тоа. сега Иван не ми го спонзори зема ви избега. микрофонот од дома, уште е кај мене, така да. И сега сме моментално ограничени. Ме интересира сега некоја твоја крајна цел, нешто што гледаш од целиот пат што го одиш, конкретно моментално, може би на првично као инфлуенсерс клуб. Единствената тоа желба како? што имам, единствената желба што имам е да заврши оваа приказна успешно. Да да покажеме дека може да заврши успешно, на луѓето што одбрале да не следат туде новите кај што ме прашуваш ти, дури и сега, како сеш, имаат избори измеѓу милион фирми, доаѓаат да работат кај нас за помалце пари, а поише работа. Добро. Ама нема стварно што и тие луѓе што го избрале тоа, пошто гледаат нешто од тоа што го правиме и стварно се осеќаат дел од тоа и треба да се осеќаат дел од тоа, пошто се да можат да кажат гордо дека дека вредело тоа што го земале ризикот на нас, пошто многу луѓе го земале ризикот на нас. Тоа е единствената цел. Значи, Друго- моментално се движи во таа насока некако да Друго- оправдаш Друго факет, да. таа некоја енергија што ја дават луѓето. А некои финансиски амбиции ме интересира и тој Не, уопште не го спомнавме тој муабет. Уопште, Од старт некаде кај се финансите таа приказна? Уопште, брат. Ја пораснав, пошто кога растеш без пари, си викаш дека парите се решение на многу работи. И како што доаѓаа пари у компанијата и онака цело време го бубуцреп компанија сме. Значи ја и Борис решаваме колку пари ќе вложуваме назад у компанијата, колку пари ќе земеме ние. И кога цело време го правиш одлуката на знаеш, ај компанија, сваќаш дека не си баш по парите. Као не сум таков човек некако.
Во смисла, немам нешто како финансиско, да ти кажам, сакам да имам голема куќа, нешто не знам што, може некад, сакам бродче некој мало, пошто многу ми е јако да имам бродче. Ама некад. Ама А кога го разби тој филм у глава, кога почна да заработуваш Да, некои пари, Кога минимални и почнавме, малце поголеми веројатно? Да. Кога почна компанијата да прави по приход што, знаеш, си викаш и Стабилен. да, си викаш што ќе се деша сега ако пак инвестираме у growth, да, не што ќе правиме. И тоа си викаш како, окей, што ми треба у животот? И гледаш што ти треба у животот, си викаш реално мене ми треба да работам како таков човек сум. Тоа ми е најакото нешто што може да го правам у животот, да работам. И тоа. Не треба поголема поента од тоа. Ами за кого, како? Не, ја не сметам на парите како лошо, ако сакаш да имаш пари, топ, ако тоа те прави среќен, go for it, зашо не? Шо да те прави среќен, go for it, според мене. Така. Мислам, во секој случај, јас го гледам тоа коврлини доста кај тебе, сега да не испадете фалам, ама доста и вака и во односот некој непосреден и општо ти како се понашаш и како делуваш, знаеш, не го немаш тој вајб на скромност го даваш, што е искрено тоа според мене и мислам Абе, тоа ше проенски сум, дечко. Тоа ше проевски. Кој беше другиот таков скромен, тој што тепаше, како си каже што тепаше на тој пробуваше, тоа ше проевски да биде? Владко Лозанов. Кајмаковски. Јас Кајмаковски и Тоше. Не банирај. Не, има разлика, гледај. Кога се работи за пари, ама збориме за пари, онака да седам и да купам Mercedes CLS, ја немам таа желба. Кога се работи за пари, компанијата да ни прави пари, тоаш дефинитивно не сум скромен. Кога сам компанијата да прави многу пари. Ама има разлика, знаеш, као мене ми е мојот надпревар го гледам у компанијата. Таму Преку неа. преку неа, да. Преку неа се осеќаш како спортист што се надпреварува и си као тоа ти треба да функционира. Пошто тоа ми е најбитното нешто у животот и таму е борбата. Например, ме интересира исто како размислуваш сега на тој момент на екзит на компанија едно друго. Еве сега не знам, некој филм има прво мене да размислам за тоа. Сега ти ја доживуваш цел подкаст збори на тоа колку лично доживуваш луѓето во таа компанија едно друго и сега доаѓа момент на екзит, веројатно тоа е една од опциите. Или не нема многу опции за финален, една успешна компанија. Тоа е една од опциите. И сега како гледаш на тој момент, вики вака пак од некоја емотивна. Не бе, ако дојде не купат 3 acquisition offers сме имале до сега. 3 сме И како функционира? Двете сме ги одбиле, едните прекина мојот. Мислам сме ги одбиле. Не бевме фит едноставно, као немаше поента тоа да го преме. За екзит, ако дојде солидна сума за екзит, да, тоа го сметам за win. Тоа е win-от така. Да се тргнеш од компанија, или тоа не иде баш така како иде тој екзит. Значи ти од некој начин отстапуваш твојата компанија, некој друг има право да каже како ќе се движи, што ќе прави таа компанија. Тој момент. Абе сам не знам. Глеј, ја приватив дека дури тоа сеси, ја ќе почнам нешто друго, пак нема шанси, така пак тоа ми играта, тоа ми надпреварот, така да тоа. Значи добар екзит у секој случај бил win. Да, дефинитивно бил добар win. Не само за тебе, веројатно кој што спомна и други има. Се надевам, да. И колку блиско се тоа се од оваа гледна точка, него си размислил на таа тема или? Воопшто. Единственото нешто сега ми е да скелнем на компанијата. Така. Дечки, имам ушеве батерии, може да терам ушеве? Ајде уште една тема, сега сам да отворам, што ја заборев да отворам. Кажавме крај, се вратиме. Ај вие барем викајте, ште. Кажете ме. Да не биде дека се поздравуваме и ќе се вратиме. Преска спомна едно прашање и што ми заинтригира, ама скроз скокнавме на друга тема и некако беше без веза да се враќаме. Контент креатори, онака како се, нели она што викаат, као двигател на новиот свет, делот од интернетот, инфлуенсерите поточно. Контент креатори, инфлуенсери, тука се таа граница како се прави. Како ти гледаш на развој на тоа како професија? Општо некој сценарио да направиме за тоа во светски рамки. Дали ќе продолжи некако пласманот општо некако да биде ударна точка бидат инфлуенсерите? Не местиш на пенал. Текно кога ти зборев за L'Oreal дека се снима в денеска, па тоа беше поентата, сееш. Што ќе се деси со контент? Нешто зборија сега кога ќе влезе метаверс, па тоа ќе биде следниот. Абе што ќе биде следното не е битно. Битно е дека information flow-то, тоест извинете, flow-то се едно, flow-то на информации, никогаш нема да се врати да биде тоа што е. Никогаш веќе нема да биде централизирано. Кога можеш да замислиш пак да се вратиме кон централизирано флоу на информации, као телевизија. Во смисла мислиш да се централизирано као телевизија, радио, има, шоу и тоа така ми имаш тука као ми е целата 10 телевизии или 15 радија и тоа е тоа.
Не, нема тоа сеси. А мислиш дека ќе избајати некако моментот на инфлуенсер некако ќе треба? Не, нема шанси. Баш като според датата, например, вадевме дата од 2014 навака, као се поише нишови има за content creation, брат. Свееш, као нема, например, ако си направил подкаст пред 7 години, ќе бил генерален подкаст. Као ги викаш секој секога, сваќаш. Сега имаш подкаст што прави фокусиран на тој ниш, па подкаст на овој ниш, па подкаст за ова, па има fucking, не знам брат, подкаст за оптимизација на landing pages, кој шо кај и вика гости цел решо зборат за оптимизација на landing pages, као тоа е, знаеш, и не мислам, тика ме интересира историја. Гледав еден YouTube канал, сега ме интересира, мислам не, општо ме интересира теми така од наука. Гледав еден канал за Рим, братот организира трипс у Рим со него. И си као, фак, ова е преако. Преако е, шо кидеш со туристички водич, шо го збори истото и е таков, или кидеш со дечко, шо тоа му е животот му е да збори за Рим. И тоа гледаш сега како нешто, а и тука може да има, го гледаш како нешто позитивно, што веќе ќе може некој порелевантен кој што збориш јас да се приличам на него, ама тука и тој момент секојаш, ама добро, тоа е на секоја тема као отворен, тука па го има тој момент и на скем, као ти преку тоа може и да се. Ама добро бе, ама тоа е секојаш кул. тоа јинкин јак. Ама не, тоа е кул, Како усовршуваш систем што не е подложен на грешки. Нема така, као и кој имаме 10 луѓе што зборат за крипто, 100, од кои што 90 после некој време ќе искочат дека се камери, ќе останеш со другите 10 што се докажале дека не се. Ама на чистка. Ама имаш да бираш, сегаш има 100, од телевизија има 3, да кажеме. И што ќе правиш, сегаш? Што правевме ние кога беше Груевски? Кога сите телевизии беа за Груевски? Не знам, веројатно 2010-та негде. Па нешто така, не, мал си бил ти. Ја ништо не знам. Ништо не знаеш. Ја не знам, ја утриска вода. Не, сам да кажам дека свееш, тоа information flow е контролирано и таму нема шанси да избереш ти друг да кажеш, па знаеш што, не го гледам више овој скаме, ќе го гледам овој други. Не можеш да избереш, тука можеш да избереш, може да не те гледам тебе, да го гледам Иван, да го гледам Лазаров подкаст, да гледам кој да е друг има подкаст. Значи, некоја филозофска смисла, луѓето некоја си тежнат спрема таа слобода, како и да е, еве сега и преку криптовалути и таа некоја децентрализирана валута да има. Таа некоја насока, мада има и сила што го кочи тоа, од друга страна има сила на волја, некоја општо човекот што го сака некако по. Да, све станува подобро, брат. Ја мислам стварно дека све станува подобро. Као што проаѓа времето, се е подобро. А мислиш дека луѓето се све посрекни и позадоволни? Тоа прашање сега го дебатирав со една девојка струмица на карневал. Веќе доста често па таа тема се отвара модерни проблеми и тука со многу луѓе зборат. Ама брат, нормално, као нормално, свееш. Оверхит. Ма не, нормално е као не значи дека луѓето биле посрекни како мериш среќа, не знам прво, која е мерката за среќа. Пошо генерално и таму застанавме на темата, би сакал да слушнам твое мислење. Според мене, мерката за среќа е да ти бидат задоволени основните потреби и да можеш да бркаш друго нешто што треба во животот. Значи да имаш живеалиште, да имаш храна, да имаш, не знам, здравство до некаде, иако не е најако здравството, ама да имаш здравство. И после тоа да си ги бркаш работите што тебе ти требаат у животот. Од таа гледна перспектива, ние живееме у најдоброто време некогаш. Апсолутно се согласувам, исто размислам. Така да, wellness week, ние сме overwhelmed, пошто си цело време онлайн, да, окей, ама пошто си ги решил сите други овие проблеми и сега стигува да биде проблем. Да, пошто доста често се покажува таа тема, ја исто апсолутно размислам како тебе, буквално ова што кажа гениално, исто буквално тој мајндсет, значи можеш да лесно да стигнеш до некој на bare минимум и после тоа да направиш што сакаш ти, тоа буквално никогаш во историјата не можело како сега. Да. Ама од друга страна, знаеш, доста се форсира и тоа. Веројатно, знаеш, може и постари луѓе, може и ние младите повеќе кога ќе земеме да кажеме некоја реална стvar, пошто доста се форсира тоа и као сега све отидено вака така, у три лепе и слично. Ама кој го збори тоа, бе, брат? Дај донеси како ќе некој облак дебатираме. не знам, Ама кој е брат. тој кој цело време нешто глупости. Да. Сега е све вака, сега е све така. Кај прво не си бил у друго време, да видиш како е. Као војни сме имале допре некој време, знаеш, као не шо? Као треба поише да го цениме, да убаво да се осврнеме на тоа од страна дека треба поише да знаеш и да се цени, може и знаеш да се каже у некоја насока, не знам сега која смисла. Абе, се проблеми, ја цело време на луѓе кои ми викаат например дека имаат проблеми у смисла на anxiety, како си тоа бе? На македонски, анксиозност. Да, анксиозност или шо и да е, као тоа се реални проблеми. Тешко е да ги споредиш. Тешко е да кажеш
не треба ја да се осеќам вака, пошто што би кажал, например, се имав муавет со не е битно, едно тим лице на partnerships, не е битно. Као осеќаат притисок, знаеш, пошто имаат притисок од клиенти, притисок од луѓето што работат и сега као брат, мене ми има многу стрес. И викам, глупо ме да се жалам тебе, пошто кој знае ти колку си стресен, нема врска тоа, нема врска. Као ти чим осеќаш стрес, не може да ставиш као ја не треба да бидам стресен, ја треба да бидам среќен, пошто деца гладуваат у Африка. Као тешко ти е тоа да го перцепираш. Тебе ти е чувството твое, као емоциите се твои. Да, барира си е твоја до кај ти можеш. Да, ја не викам дека нема да имаме проблеми, само очекувањето дека треба да бидеме посрекни или треба да имаме нешто, сметам дека не е до толку на место, као да ги имаме сите услови да може да бидеме срекни и треба пак да работиш на сам себе, пошто шо? Која е поентата иначе? Мислиш дека има време кај што нема да треба да работиш сам на себе? Све ќе биде преако. Чи работа сам на себе, веројатно и некој работи да превземаш на свој раце. Па да, брат, ама според мене е боле тоа него да се плашиш да не умреш у Втора светска војна, ме саѓаш као. Согласен. Или ако настинеш, тоа е сестрата на дедо ми умрела од настинка 2 недели пред да го донесат пеницилинот у Македонија. Тоа е боле живот, тој би го одбрал живот или да се нервираш пошто на работа имаш стрес као. Саѓаш и пак е проблем, не пробам да го омаловажам проблемот, само да прифатиме дека да бе правиш таа паралелна. Супер е времето и сега треба да ги решаваме овие проблеми што доаѓаат со ова супер време. Да, едноставно супер време, супер проблеми. Да, ама сметам дека има како да се решаваат. Работа малку за себе, вежбање. Сакам и таа порака да испратиме ли веројатно и некој се соочува како ти што спомнати многу убаво го образложи дека некој стварно за него се соочува со тоа баш посилно и од него што и дека може да проба да гледа на таа страна или да испратиме пак некако да биде да не биде сако као факи, тоа веројатно за некој е доста може тешко да го преброи тоа, ама е работа на себе и на сите ни е негде слично. Да. Така има тоа чувство. Кај Иван на подкастот минатата година спомна дека пред 2 недели си имал контакт со менаџерот на ќе кажа PewDiePie, а уствари Мистер Бист. И сам да го искоментирам и него малце као контент креатор, може да фатиме некои контент креатори да ми кажеш ти твое мислење за тоа што успеа да уклопи од каде отидов од Одио на подкастот од Мистер Бист. Се оствари ли таа соработка некако? Некако. Они беа едни од трите компании што беа заинтересирани да не купат. Поентата со Night Media, пошто таа како изгледа тоа behind the scenes Мистер Бист? Тоа е голема медиска куќа, како е организирано, кој го држи тоа? Па, се тие LA фраери, као мене лично ми се свија таа сцена на полурекетари така. На тој. Не, него знаеш као не знам луѓе во Лос Анџелес се поише такви као ја кој знам, кој ова и таков многу мавето ти е фейк некако со тие луѓе. И не, со него беше као они сакаат да не купат, пошто сакаат да земат као робо менеджерс пробуваат да направат, кај што пробуваат да пласираат продукти од поголемите креатори на помалите, па да прават соработка некако at scale, некои такви работи, нешто се испомеша. Ама у тој момент не очекува дека имаме full on софтверски продукт, а немавме. И беа као барете некоја ќе направите. И не ги баравме. Пошто малце не смуша за екзит. Не само што не смуша за екзит, не ми се, знаеш, многу луѓе што им верувам у тој спейс, ме предупредија дека не се баш најgenuine луѓе. Не зборам за менаџерот на Ирит, зборам за Night Media луѓето што се таму. Да, behind the scenes. Да, тие Езра, тие сите такви. Си играат големи игри веројатно таму со тие. Да, си играат големи игри, да. И општо тоа ти прави муавет, не знаеш, викаш готово. И мене ми е фасцинантно Мистер Бист зашто го спомнам, што ми е фасцинантно мене како до каде успеа да го скалира, знаеш, тоа што го прави. Него не знам дали си веројатно си запознат, тоа сигурно работиш со креатив, као има Мистер Бист у Јапонија најпознатиот актер, го синхронизира и слично. Па тука малце ги зезна YouTube, нели претходно беше отвараа канали и за посебно као Индија и слично, сега нели YouTube уклопи и тоа одново има да кликнеш на самото видео као да биде и синхронизирано. И баш ми е фасцинантно и општо као лик ми е многу фасцинантен исто на мене. Само неговиот мајндсет, баш кај Джо Роган го слушав, кој мајндсет го има вслушно дека спремен да влезе као нашу лоун они што као дук тоа на нашки као би се прежила као заем, за да пласира содржина на тие пари што нели официјално првиот милиардер на контент креатор
и за да пласира содржина. И интересно ми за тоа те прашав во која насока мислиш да оди, пошто гледаш какви фрикови некако како Мистер Бист се играта што се спремни на толку пари да влезат у дуг уште за да испорача содржина, она буквално знаеш ти што кажа сега некако враќам паралел дека уствари нема граница ова, дека знаеш како повеќе луѓе влегуваат како поише се шири играта, всушност станува целата слика поголема многу. Си го одговори тоа што сакаш да ме прашаш, нема граница, нема граница. Си го одговори. Да, па си го одговори, да. Не, окей тоа, не, само да кажам, да, нема граница. Нема граница. Имал среќа што пораснал, што ги запознал луѓето, што ги запознал, имал среќа што форматот што он го прави испаднал да биде толку успешен. Не мислам дека треба прво да се реплицира успехот на Мистер Бист, пошто дечкото е стварно гениалец. Али, брат, има многу успешни контент креатори што не се ни приближно например со бројките на Мистер Бист, а пак казат. Да и какви различни работи се дешаваат, ти што спомна Ниши, го гледам на што го прави Culture and Trends YouTube што прави, како годишно или квартално. Culture and Trends има како посебен департамент YouTube, демек што е сега култура и тренд што се деша на YouTube, буквално има луди работи. Она што се дешава, како што е моментално тренд, што искачаат некои што буквално работи што не ги знаеме како. Да бе, да. Не знам, гледав последно, не знам, елевейтор видео како се движат лифтови, нешто како YouTube тренд. Да бе, све бе, све што може, све па тоа само ти кажам како ќе централизираш тоа, више никад нема да го централизираш толку готово. Готово, ти интересира лифт како се прави, ќе најдеш јутубер што прави лифтови. Како иде само нагоре надолу. Абе, остай како иде, ќе научиш лифт како се прави. Но тоа е убавината, тоа е прекрасно. Тоа е прекрасно. Ето твојата поента на финки, сваѓаш. Кул е за луѓе што не знаат шо како, нека идат на финки. Луѓе што знаат шо, најверојатно може да го најдат онлайн. Тоа е тоа, Никола. Тука сме веќе 70. Завршуваме со Мистер Бист. Завршуваме со Мистер Бист. Сега пак официјално пак внутринска ќе ми извиниш, а ја морам да Не, одјави го. Што ми е професионално било договорот. Фала ти многу што дојде. Знам она како стварно не испочитува. Ти прави уште поокор, да? Не, сега шала на страна узбилно, но не значи знам кој каков распоред идеш. Пред малце ти кажавме ние како која фаза сме виде некоја герила организација, продукција. Тако бе. Мислам и уживаме пак во тоа што го правиме и луѓе како тебе ни помагаат за да има ваква содржина. Мислам дека бевме интересни. Се надевам дека ти се чувствуваше добро тука. Преако. Као внутринска малце водител, да се на страна. Не, мене ми е проблем да супер иначе позади камера се снимам, да, заради тоа како дека веќе си направам увече. Така. Тоа е тоа. Сега имам и кринч одио на епизодата, не само најавно. А, он не беше ова кринч, сега допрво доаѓа кринч. Ау, ја мислев, пројде, брат. Ајде, тоа е најголемиот кринч. Ајде, нема врска за спонзорите. Тоа е тоа за оваа епизода, до следно гледање, пријатно. Па добро, нешто тука е.